Добро е да понатаму може ќе размислуваме, не знам, еве, ако имаме услови, имаме капацитет како држава, не знам, и така натаму, и така натаму. Сега за сега не сметам дека треба да има никаква употреба на пиротехника во затворен простор. Никаква. Никаква. И добро е што собранието донесе таков закон и тој мислам дека го помине законот без ниту еден глас против. Многу ќе зависи од секој еден од нас дали ние ќе си ја смениме државаа на поарно или ќе ни остане иста. Од секој еден од нас зависи. Зависи од претениците, зависи од министрите, зависи од власта, зависи од опозицијата, зависи од административните службеници, зависи од секој еден граѓанин. Знам дека е тешко да го смениме менталитетот наш на функционирање. Повеќе пријател и дај да видиме ако може да поминеме побрзо, поедноставно, поблаго и така натаму и така натаму. Ама мораме да го смениме. Еве еден пример ќе дадам. Имплементацијата на Safe City како проект. Гарантирам дека ако ја направиме како што треба, ако навистина овозможиме изолиран систем надвор од човечки фактор да утврдува и процесуира прекршување на закон. Ви гарантирам дека за многу краток временски период менталитетот на луѓето ќе трне на поарно, а не на полошо. Нема да има повеќе пријател. Нема да има повеќе пријател. Така е. Не, може ќе звонат негде, ама не знам кај ќе звонат. Тоа компјутеров нити прима повици, нити враќа на повика. Не, нема да знаат дека се сликнати и казнети, како што во случајот знаат дека се сопрени и тоа нема да знаат така. Дали го расчистивте случајот кога сме кај ова со братот на градоначалникот Стефковски? Првично морам да исоопштам македонската јавност дека од она кое што се отвори како Пандорина кутија од овој случај, јас сум згрозен. Им кажав и на говорница на претениците од опозицијата, еве и сега ќе го кажам истото, благодарност до опозицијата што отвори ваков скандал. Предпоставувам дека дел од оние кои што се од опозицијата знаеле за вакви работи и претходно, ама тоа се чутеле, ама добро е еднаш, кога и да е тоа, нели подобро денес него утре, да се отвори оваа Пандорина кутија. Каде е Пандорината кутија? Каде е она што ме згрози како факт? Ај што не му пишал казна полицискиот службеник, но оној кој што требало да му пише, пошто го запрел, возел и така натаму и така натаму. Тој го казнивме. Си дојде во станица, си призна дека бил тој, си плати казна, сега ќе оди на суд, ќе му изречат забрана за возачката. Проблем е што како виновен баш за тој сообраќајен прекршок ставил лице со име и презиме, матичен број и така натаму, кое што нема никаква врска со предметниот прекршочен настан. Рандом човек, ни пријател, ни роднина, ни... Никаква врска. И сега пазите што разбирам како факт. Тоа сигурно и не е прв пат, сигурно и некаква пракса. Значи, што не е прв пат, туку и познате, вака веќе го словам, тефтерчето на сообраќајецот. Значи човек ни крив ни должен од држава може да биде казнет. Кои што, да речеме вака, не си ја работат професионална работата, си имале тефтерчиња, во рамки на кои што тефтерчиња си ваделе рандом луѓе, кога сакале да завршат работа или не сакале да завршат работа на некој. Тоа претпоставам некој што го сопреле, претходно му зеле податоци и ќе му залепат казна. После ги оди докажува се. Така е, оди разбери се после на суд. Нема шанси, судот крив ли си, прав ли си? Како ќе се секогаш на страна на моварата му, нема теоретска шанса. Каде е придобивката од Safe City? Има фотографија. Се знае дека сте. Фотографијата го слика шоферот и го слика возилото и регистрацијата на возилото. Нема бегање. Дали е тук тоа одисе како што беше предвидено, дали ќе биде навреме Safe City, треба да законски измени да се прават? Ќе биде, да, сега сме во... Иначе, да дозавршам само со темата за претходно што говоревме, против полицискиот службеник ќе биде процесуирана кривична пријава и против едниот и против другиот. Двајца се поврзани во кривично правниот настан. Тоа што му се јавил на полицајецот, дали го откривте кој е? Тој началник, дали тој ќе биде казнет? Ако не му се јавил, нема... Согласно досегашните изјави кои што ми се пренесени од страна на одделот за внатрешна контрола, тие посочуваат двајцата дека никој не им се јавил. Полицајците. Но ќе видиме истрагата тука се уште не е завршена, ќе видиме како тие сигурно се плашат од потоа некој му се осетува.
Сигурно може да се провери тоа дали некој му се или не му Па се. за тоа велам, ќе видиме истрагата, ќе заврши до во текот на истрагата ќе видиме дали некој звонил или не звонил. Но што е битното со Safe City? Имплементацијата на Safe City како што треба ќе даде надеж за нормализирање не само на сообраќајната култура, еве така да кажам, туку и на промена на менталитет наш, мој, ваш, на секој еден од нас. Заради тоа што конечно ќе сватиме дека нема играње кога државата сака да воспостави систем. И кога работи на тоа напорно. Иначе да, во текст сме со теренско покривање на сите оние точки кои што треба да бидат покриени. Има две фази овој проект. Првата фаза е Скопје-Куманово-Тетово. Скопје-Куманово-Тетово целта е да на 1.1.2026 година започнеме со имплементација на проектот и со законската регулатива и конечно еднаш за секогаш возењето во Скопје, Куманово и Тетово да се знае дека ќе биде следено од страна на еден паметен систем. А првично кажав еве дека се надевам до средина на 2026 ќе го имплементираме на територија на цела Македонија и во цела Македонија, во сите градови во Македонија ќе го имаме инсталирано истиот систем. Зошто 1.1.2026? Заради тоа што ни беше потребен период од година дена, каде што секој кој што е сопственик на моторно возило ќе потпише соодветна изјава која што не е потребна за да може да се регистрираме се ни бараат број и првично зошто барам имейл бараме заради имплементација на овој проект. Иначе задолжително Министерството за внатрешни работи ќе доставува пораки на телефон. На мобил. А на имейл адресата е како дополнително известување од страна на Министерството. Исто така ќе изготвиме и апликација која што ќе може да се симне бесплатно од страна на секој граѓанин и во рамки на таа апликација исто така Министерството ќе доставува информација за сите оние кои што нели ќе имаат и при тоа би сторили некој. Овој проект беше планиран и претходно, но забрза имплементацијата по трагедијата што се случи со младата Фрсина, тогаш и почнаа тие протести кој е следен. Претходно подпишале договори година дена така остаи. Да. Барањата на овие протести беа да се засилат полициските контроли, се засилија полициските контроли, но очигледно дека се уште возачите не им доаѓа памет. Има ли начин некако, гледаме жртви постојано, имаше сега и за Великден неколку мина во тој викенд загинати, читаме во билтените има стотици илјадници казнети, фатени, безвозачки, пијани. Гледаме дека поднесуваат и кривични пријави сега за тоа безобзирно управување со возило. Што треба да се случи за да очигледно и казните не даваат резултат во оваа држава? Видете, факт е дека неселективно казнување ќе придонесе кон почитување на сообраќајна култура. Кога ќе знаат дека оние кои што управуваат моторни возила, дека има камери, дека ќе осликне и дека ќе мора да плати, како што е Швајцарија. Ги казнуваат и пак. Сега вака се надеваат дека ќе најдат, не знам, некои, дека ќе се снајдат, дека не знам што, дека не знам како. Или ќе заглави во суд. Ќе заглави во суд и така натаму. Кога ќе знаат дека нема бегање од казната, парично особено, тогаш верувајте ми дека друго ќе биде. Кога ќе знаат дека ако возат повеќе од 50 во град, а 70 на отворено, од дозволеното, или не ме држате за збор, или пак беше повеќе, тоа може да го видам како го пушти предлог измените на законот. Во град 50 во неотворено беше. Не, измените што се сега на безобзирно управување на моторно возило. Да, најави министерот Филков дека се уште дека таму имаше некои нејасноти, обвинителството реагира дека се преклопувате со законот имаме некое за прекршоци. Така е, ќе треба да имаме некое техничко усогласување. До сега се преклопуваше прекршокот со кривичното дело. Поради тоа мораме да смениме одредбата за безобзирно управување на моторно возило, заради тоа што до сега едно исто действие беше и прекршок и секогаш се оди по полесно. Сега правиме дистинкција врз основа на брзината и како безобзирно управување на моторно возило, освен алкохол над 1,5, психотични супстанции, дрога и така натаму, ќе биде и зголемена брзина над 50 во град, над 70 надвор од град.
тогаш рачунаме дека и без да направите некоја белја од аспект на да се биде повреден некој пешак или да биде направена некоја материјална штета, со самото тоа што возите таму каде што е дозволено 50 во град, а вие возите 100, се смета дека сте сториле кривично дело. Со самото тоа каде што е дозволено 120, а вие возите, например, да речеме плюс 70 на отворено, се смета дека сте сториле кривично дело. А за оние кои што се исто така трките ќе ги казнуваме како кривично дело, оние кои што учествуваат во трки и оние кои што ќе организираат трки, и тоа е предлог. И тоа кривично дело е. Така е. И за мене вака најмотивирачкото кое е одземањето задолжително на моторни возила. Што значи тоа? Ако управувате моторно возило без возачка дозвола, а при тоа тој што е собственик на возилото, вие родител, брат, сестра и така натаму, нели, го знае фактот дека го управувате возилото ви го одземаме задолжително. Нема сакам нечум. Тој што ќе управува возило без возачка дозвола, возилото ќе му биде одземено задолжително веднаш. Враќање нема. Амин. Толку. Оној кој што ќе управува моторно возило во рамки на утврдена забрана, значи дадена забрана, повторно управува. Задолжително го одземаме моторното возило. Оној кој што ќе управува моторно возило со брзина драстична, значи драконска, не знам како да кажам повеќе, дозволено, не знам, 50, он вози 120 во град, го одземаме возилото трајно. Значи кривично добива за безобзирно. Кривично добива, возилото му се одзема трајно. Па не знам, било спротивно, но не знам на што било спротивно, на ништо не е спротивно. Нема нешто позначено од човековиот живот. Кога ќе знаат дека ќе му се одземе возилото трајно и ќе биде доделено на дом за деца без родители, тоаш не знам дали ќе возат така лудо како што возат сега. Еднаш за секогаш мора ред да стане. Ова сега ќе биде или заедно со сефсите од први? Овие измени што ги неговата сега. Мене ако ме прашате, од вчера треба да биде. Ама еве ќе видиме, доставиме да видиме како ќе се тера процесот. Пошто мора да има усогласување заедно со законот за прекршоци, уште во фаза сме на утврдување, но од 1.1.2026 ќе биде 100%. Добро. При крајот сме со разговорот. Овој период имавте и неколку полициски акции, имаше тоа за туѓа нега, за инвалидски пензии, претходно беше за мазутот во Отец. Па сакав да ве прашам, рековте задоволни сте од обвинителството на Љупчо Коцевски, како сте задоволни од соработката со обвинителството за организиран криминал со кој раководи Исламабази, дали тој може да стане символ за борба против корупцијата и криминалот во држава? Видете, факт е дека јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и висока корупција спроведе одредени предмети во минатото кои што прават разлика во споредба со претходно. Тоа е факт. Тоа дали до нив или е до тоа што вие го работите? Са не знам тоа дали може да се направи дистинкција чија заслуга е тоа? Не можам да речам дека нема заслуга јавното обвинителство, особено одредени обвинители кои што расветлија 8 убиства во рамки на еден кривично правен предмет. Например, да речеме... Значи Исламабази изненади. Сите мислеа дека човекот партиски ваков таков, а може да испадне подобар него неговите претходници. Па лично ако ме прашате повеќе би ја пофалил обвинителката која што го работеше предметот, но не можам да не речам дека постапувањето во споредба со претходно не е исто. Тоа не можам да не го констатирам. А и народот гледа дека она кое што беше заспаност на обвинителството во минатото, сега, особено последниве 3-4 месеци, не е така. Имаше Мицковски забелешка за постапувањето за Јаховски во однос на Исламабази. И јас сум имал забелешка за постапување во некои конкретни предмети, не дека сум немал. Но факт е дека постапувањето на јавното обвинителство не е исто како што е и претходно. Дали треба тоа е веројатно многу повеќе да се даде, да треба. Политиката ако ги тргне рацете, таму има професионалци што знаат да си работат, само што треба да се остават и да им се дадат ресурси за да си работат. Кажал во континуитет дека Македонија има јавни обвинители кои што можат да одговорат на задачата, треба да им се даде шанса само. Им. Добро, може да Исламабази ќе стане символ за борба против корупцијата и криминалот во држава, но тоа сигурно нема да стане Татјана Димитровска, претседателката на антикорупцијска. Таа иако осомничена е во еден од случаите дека давала службени тајни, не планира да си поднесе оставка. Антикорупцијска е една од клучните алки во тој систем. Дали сте изненадени од
незиното однесување, дали планирате нешто да преземете, антикорупцијска очигледно планира да си продолжи да си функционира како ништо да не се случило. Видете, тој случај е координиран, е постапувано од страна на јавното обвинителство како и сите други случаи, но предметниот случај е отпочнат, еве да кажеме, против председателката на ДКСК директно од страна на јавното обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, без да при тоа биде работен во рамки на одделот за организиран криминал во Министерството за внатрешни работи. Така да ги вештачеле телефоните, ги виделе вештачењата. Претпоставувам дека таму им излегло тоа. Немам точни информации што е вештачено, како е вештачено, зошто е вештачено и немам точни информации што е утврдено. Немам никакви информации што така соопштува од обвинителството, да, дека во рамки на праќала на WhatsApp и на Viber. Во рамки на овие телефони, но знам дека од она кое што го беше споделено во јавноста, дека станува збор за одредена комуникација која што е фатена помеѓу председателката и таа тврди дека семеен пријател бил, дека видите, на прашањето е дали има интегритет таа комисија веќе да продолжи со работа или нешто треба да се размислува да се преземе во врска со тоа. Јас би дозволил и би побарал од обвинителството колку што е можно побрзо да го затвори овој предмет, колку што е можно побрзо да постапи да процесира. Не знаете да нема кривично дело, прашање дали е тоа професионално сега председател на антикорупцијска комисија да дава информации за предмети кои ги води таа институција. Сега и да е семеен пријател и како велите вие и брат да вие не смеете вие да давате службени информации. Ако е така како што вие велите, ако е така, па така вели обвинителство сега, не велам ништо. Ако е така како што вие велите, како што вели обвинителство. Сам да речем и да нема кривично дело, има нешто што се вика морал и етика и професионалност и треба да се пази на тоа сега. Ако е така, тоаш не можам да не се согласам со тезата која што ја поставивте. Но, пак ќе речем, како и за сите други, така и за конкретниот случај, би побарал колку што е можно побрзо да се затвори овој предмет, за да видиме дали имало или немало одредени действија во рамки на незаконито и неморално поведение од страна на председателката. Доколку немало, тоеш не гледам никаква причина. Треба обвинителството да одговара. Зошто да се превземе било што за господјата, доколку имало апсолутно дека ќе треба да се повлече од функцијата, но во секој случај за овој временски период додека има сомнежи, сметам дека председателката не би требало да има конкретни действија во рамки на предметите кои што се работат. Судски забрането е тоа, нема избор тука, има времена мерка од судот, не смее да работи со секако. Клучно е овој предмет поради значењето на институцијата и поради како граѓаните да веруваат во институциите дека се борат против корупција, ако самите има некакви сомнежи дека се некакви шеми внесени на. Клучно е овој предмет да се реши колку што може побрзо. Знаете, имавме претходно случај со Катица Јаневска, се не дека ова исто, но еве, сега ни се повторува Татјана Димитровска, заедничко за двете е дека се двете избрани со консензус од ВМРО ДПМН и СДСМ. Па сега, знаете, логично се поставува прашањето дали е можно да е проблем до политичките критериуми што владеат во партиите за тоа кој се треба биде носител на вакви функции. Прашањето е дали може да го менуваме системот, тоа што го говоревте преска, да се менува менталитетот, ако не се променат партиските критериуми за тоа кој може да биде раководител на антикорупцијска или да биде шеф на обвинителството, очигледно и СДСМ и ВМРО ДПМН имаат слични критериуми кога станува збор за ова. Со консензус били одбрани и претходно председатели на ДКСК, па истите совесно и честно и оправдано си извршиле работата која што им била зададена. Не би судел од овој момент дека вакви или такви биле критериумите врз основа на кои што се носела одлуката, но секако дека мерит систем треба да е основа на носење на било каква одлука, секако дека професионален капацитет, морален капацитет на секој еден кој што би требало да биде потенцијален кандидат за одредена функција треба да бидат предимство. Не се сомневам дека нити за едната, нити за другата, знаете, за конкретно за Димитровска, тогаш тие што беа членовите на комисијата од невладините беа против од тоа што го слушнале на самото интервју таму, но ВМРО СДСМ дуи седнале се договориле дека таа треба да биде и дале максимален број на поени. Така се избира, за жал, кај нас функционерите.
Пак ќе речам, не можам врз основа на предпоставка да тврдам дека е вака или е така. Имало исто така случаи во минатото каде што кандидатите кои били избрани со консензус дале и како добри резултати. Така да не може адхок да кажеме дека политичките партиите да имаат вистински критериуми. Тоа ми беше поентата на прашањето. Да се на... менуваат треба и партиите, знаете. Поентата на одговорот не може да се менува системот ако партиите не се сменат. Поентата на одговорот ми беше дека, ама видете, партиите се сочинети од луѓе унатре. Партиите не се исто како системот. Од нас зависи, верувајте ме. Од нас зависи, од никој друг не зависи. Од нас зависи дали ќе има резултати или нема да има резултати. Пред некој време разговаравме со еден градоначалник кој што да речеме вака сме слични од аспект на менаџирање, гледаме да најдеме начин како да го решиме проблемот на граѓаните, работиме да речем многу време у текот на 24 часа. Не треба многу менаџери у Македонија. Треба едно 50 на менаџери како што е премиерот да речеме, спуштени на локално ниво и на институционално ниво и ќе видите како ќе се дадат резултати. Преку ноќ ништо не бива. Преку ноќ ништо не бива. Но за еден разумен временски има и вакви и такви. За еден разумен временски период ќе се дадат резултати. Ви уверувам дека ќе биде така. Господин Тошковски, благодарам за овој разговор. Ви благодарам и вам. Почитувани гледачи, тоа беше уште едно само интервју. Ви посакувам убава вечер. Останете со програмите на Канал 5. Довидување.